Народната вели, туј ги пари лесно се трошат, а ако државата го плаќа цехот, за цена не се прашува. По народнава јаделе и пиеле двајцата функционери, доскорешниот министер за образование и наука Абдулаки Мадими и неговиот заменик Спиро Ристовски. Но ОВТВ преку Закона за слободен пристап до информации ги доби податоците за службените патувања на министерот и заменикот, сметките од хотелските сместувања и изводи од нивните службени картички. Според приложеното, може да се заклучи дека Адеми и Ристовски живееле на висока нога на државна сметка. Јаделе во најубавите ресторани, квалитетно се хранеле, а спиеле во хотели од минимум 4,5 звезди. Поголем дел од податоците се за поранешниот министер Адеми. Ако се соберат сите сметки од неговата службена картичка од 1 јануари 2015 заклучно со 31 мај оваа година, Адеми од државното кесе се честел со 20.000 евра. Сите овие пари се потрошени во елитни ресторани, како Воденица, Балканика, Латераца, ресторан Момир во Охрид, ресторанот на Микеј во Камник. Сумите се различни, почнувајќи од некоја скромна сметка од 1000 денари, па се до 40.000 денари. За јунешки бифтек Адеми платил 5200 денари, но и тоа било малку, па се нарачило и телешко печење од 1820 денари, а во Момир во Охрид цехот излегол 19.000 денари. Одредени сметки како онаа на Ристовски во Скопскиот Скарабар стасале дури и до 39.000 за една вечера платена со буџетската картичка. Еве како изгледал еден ручек на Адеми во ресторанот Воденица минатата година, платен од граѓаните на Македонија. Од кашкавал строго италијански, парче пекорино 250 денари, пинџури ајвар чинеле 260 денари. За две салати од рукола Адеми платил 540 денари. Прво мезеле бифтек талјата од 1300 денари, на тоа додал и бифтек на жар од 1300 денари, бела медитеранска риба орада на жар од 750 денари. Дури и лебот на Адеми не бил од ефтините со адитиви, па за 3 корпички леб се дале 450 денари. На крајот се нарачал и десерт, крем карамел, топло-ладно, печена тиква. Оваа вечера за двајца до тројца луѓе чинела 8190 денари. Заменикот Ристовски на сметка на граѓаните јадел и пиел за 7500 евра од јануари лани до мај годинава. Голем дел од седенките на државна сметка Ристовски ги правил во ресторанот Скарабар во Тафталиџе. Тој повеќе пати јадел и во Фитнес хаус, познат ресторан за здрава храна, но знаел да седне и во Мондинското Дежаву или во Еквестријан во Скопски аеродром. За недомакинското трошење на парите од буџетот на Министерството за образование, минатата недела обелодени државниот ревизор, кој во ревизорскиот извештај за работата на оваа институција лани откри дека се пиело, јадело и вработувало без мерка. За ноншалантниот однос со парите на граѓаните говори и фактот што екс-министерот Адеми неколку пати ја губил службената картичка и фискалните сметки, но сепак ги рефундирал и тие пари за кои немал доказ каде се потрошени. Нова ТВ од Министерството ги побара и патните налози за патување во странство. Скоро на секое патување поранешниот министер Адеми го придружувала Ардијана Камили, вработена во неговиот кабинет. Во февруари оваа година биле на службено патување во Словенија. Од фискалната сметка во ресторан може да се види дека не штеделе кога нарачувале на државна сметка. Се го штевале со телешки печења, вина и нутели торти. Но не застанале само на храната, па сите петмина кои биле во Словенија биле во посета на постојинска јама, каде за влез платиле 134 евра и плюс 300 евра за толкувач о словенечки јазик. Кога патувал министерот Адеми секогаш спил во најубавите хотели. Тој и неговата соработничка од кабинетот лани во Турција спеле во хотел со 5 звезди на Таксим и дале речиси 2000 евра за хотел за само 3 дена. И во Сплит го одобрале хотелот Ле Меридием со 5 звезди покрај морското крајбрежје, за кое за 4 лица за хотелско сместување биле искеширани 1982 евра од државното кесе. За сега државниот јавен обвинител молчи. Останува да видиме дали има основа за кривично гонење за раскрчмувањето на парите од Министерството. Знаењето е сила, знаењето е моќ. Оваа кампања на Министерството за образование беше со цел да ги поттикне младите во Македонија да учат, за да бидат успешни во животот. За сега, Македонија се уште живее во клиентелистичката максима до моќ и сладки пари преку државна фотелја.